Училишниот прибор годинава се продава по пониска цена во однос на минатите години. Ранци, тетратки, моливи, пенкала, блок, боички, работни тетратки се само дел од производите кои може да ги набавите по пониски цени. Намалувањето на стапката на данокот на додадена вредност од 18 на 5%, одлука која беше донесена и реализирана уште минатата година, доведе до намалување и на школскиот прибор за учениците. Па со оглед на тоа што во минатата година владата преку мерката за ослободување на ДДВ од 18 на 5% за школскиот прибор и за школските ранци, цените се знатно снижени цени. Она што можам да зборувам за цена, можам да зборувам за нашата книжарница. Ние исклучиво држаме светски брендови кои што имаат една солидна цена за купувачите. А општо земено цените на школскиот прибор, на тетратките и ранците се опаднати во минатите години. Сето тоа е због пазарната економија на која што е присутна, нели? Светските брендови се присутни сега веќе кај нас и трката, конкуренцијата за продажба на артиклите си го прави своето. Годинава е намалена и цената на училишните ранци. Ако минатите години тие се продаваа по цена од 1500 до 3000 денари, сега на ефтините чинат 1000 денари, а по скапите и поквалитетните можат да се набават за 2500 денари. Школските ранци оваа година се со далеко пониска цена од минатата година, реков, од причина што е паднато ДДВ-то за 13%, што е голем процент во цената, а цената која што ранците во моментот ги има се движат од 1000 денари па се до 2500 денари. Зборувам за оние ранци кои што се со висок квалитет, со брендирани марки како што се Target, како што се да речеме Adidas и други брендови. Ние во нашата книжарница претежно држаме ранци кои што децата можат подолго време да ги носат, кои што имаат по 2-3 години гаранција. И сметам дека навистина граѓаните имаат избор и можат да изберат ранци. Цените се знатно паднати во глобала. Од струмичките книжарници велат дека побарувачката на училишниот прибор е доста голема, но сепак апелираат да не се купува дополнителен училишен прибор, се додека учителите не дадат зелено светло за нивна потреба.